Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во нашето ново издание, во кое ќе ве понесеме на интересна прошетка низ неколку континенти. Пред да ги видите избраните прилози од се уште актуелниот Лос Анџелески мотор шоу, ќе ви прикажеме и уште неколку интересни содржини. Ќе ве подсетиме по повод 70 годишнината на постоењето на Веспа, на низината историја, ќе ве запознаеме со новата генерација на Audi A5 Cabrio. Но, пред да ги видите и овие и останатите содржини, ве поканувам да го видите петиот и последен финалист на Auto-Best изборот за 2017 година. Минатите изданија ве запознавме со Citroen C3, со Kia Niro, Peugeot 3008 и Seat Ateca, а сега ќе ве запознаеме со Toyota CHR. Појавувањето на CHR е најсмелиот чекор што го има направено Toyota децении наназад. Дури и посмел од оној со RAV4 кој своевремено ја дефинираше класата урбани теренци. И новиот CHR има слична задача – да прокламира еден различен пат на развој на гамата на јапонската марка со својот специфичен стајлинг. Поинаков и не можеше да биде, бидејќи ќе се надпреварува со жестоки играчи. Некои добро етаблирани, некои новодојдени, но сите безмилосни. CHR ќе им се спротистави со неконвенционалните решенија, почнувајќи со дизајнот. Екстравагантните линии, вешто искомбинирани со кросоверските пропорции, резултираат со уникатна појава, дотолку што никој не би кажал дека се работи за модел на Toyota. Кратенката CHR е добиена од купе Highrider, термин што нема да го преведуваме. Место тоа ќе кажеме дека добро би легнала и на BMW X6 или Mercedes GLE купе. Новиот кросовер на Toyota, голем колку нив, секако не е, но еднакво е провокативен. Во поглед на димензиите е идентичен со Nissan Qashqai, иако течните линии го лажат окото дека е колку џук. Со силуетата доминира подкренатиот преден дел, а задниот пар врати вешто е замаскиран во купеовските линии. Назад изгледот не е толку футуристички, но со изфрлените ќошиња на браникот еднакво е драматичен. Високо поставениот спойлер го обрабува погледот кој тешко може да се отргне од комплексните светла. Од големо значење за купувачите на возилата во оваа класа е и интериерот. Затоа и во Toyota напорно работеа да подготват изразито стилизиран амбиент, пристојно пополнет со содржини. Елегантните линии се заменети со цврсти и одсечни потези, искомбинирани со висококвалитетни материјали и пристојна префинетост. Заедно со надпросечната количина опрема, тоа дава чувство на припадност во повисоката класа. Под кожата на CHR се наоѓа најновата глобална платформа на Toyota, премиерно покажана кај Prius. Се карактеризира со изразена возливост и лесна управливост, без нарушување на комфорот. Од Toyota ќе кажат дека CHR е направен со европските купувачи на ум, иако тие можеби нема да се сложат целосно. Најмногу заради недостатокот на дизел мотор во понудата, чие место е пополнето со хибридна погонска група. Познатиот 1,8 литарски мотор со електрозасилувањето испорачува 122 коњи, желни за само 3,8 литри гориво. Безстепениот менувач е стандард, а погонот на сите 4 тркала не е ниту опција. Тој ќе може да се добие само со малиот 1,2 литарски турбомотор, повторно со вариоматска трансмисија. Овој агрегат со 116 конски сили во верзијата со погон на предните тркала доаѓа со 6-степен мануелен пренос. На американците CHR ќе им биде понуден само со 2-литарски бензинец со 144 коњи. Турбо и хибридната варијанта не се наменети за нив. Стилски привлечен, практичен и лесен за возење, CHR е примамлива алтернатива на големосериските кросовер модели, посебно за оние купувачи кои преферираат поспортски изглед. Перформансите можеби не го доловуваат тоа, но возната динамика да. Во Toyota очекуваат 3/4 од продажбата на CHR во Европа да бидат хибриди. И двете верзии за нас ќе доаѓаат од погоните на марката во Турција, каде се инвестирани 1,7 милијарди евра.
Околу 80% од низиното производство се извезува. Со влегувањето на ЦКР во програмата, капацитетот на оваа фабрика се зголеми од 150 на 280.000 возила годишно. Оваа бројка најверно ги отсликува амбициите на Toyota со овој модел. Соединетите Американски држави имаат силна автомобилска индустрија, но уште посилна абсорбциона моќ на возила. Па не е ни чудо зашто во Соединетите Американски држави се одржуваат 3 големи автомобилски саемски манифестации. Најголемата е Детройт, по важност е исто така од големо значење Њујорк, но Лос Анџелес се посилно се наметнува на мапата на саеми. Овогодинешниот Лос Анџелески саем на автомобили привлече не само многу посетители, туку и многу изложувачи, а таму беа забележени многу светски премиери. Во следниот прилог ќе ве запознаеме со нив. Калифорниското сонце ги распосла своите зраци преку третиот поред модел на Мерцедес со ознаката Мајбах. Не е тој што светот го очекуваше и се надеваше дека ќе го види, но еднакво е ексклузивен. Направен е на основа на кабриолет верзијата на S-класата, која веќе е еден од најлуксузните автомобили на пазарот. Но, за да се додаде ознаката Мајбах на некој модел на Мерцедес, треба да се постигне совршенство. Не само во луксусот, кој е приоритет, туку и во техниката. Неја ја представува ознаката 650, зад која се крие V12 зверка ослободена од кафезот на AMG. На спортски ориентираните купувачи на германската марка таа им е позната по своите 630 конски сили. Нема да ве заморуваме што можат тие да направат во отворената каросерија на овој Мајбах. Наместо тоа ќе кажеме дека на новиот кабриолет светлата му се обработени од Сваровски, а седиштата со шиени со специјална перфорација. Секој детаљ од донаторот е преработен, а перфектната изработка се подразбира исто како и дека сите додатоци кои кај кабриолетот на S-класата се опционални, тука се сериски. Купувачите ќе добијат и церада од високо квалитетно платно и сертификат лично потпишан од Дитер Цече. Ексклузивноста е загарантирана со лимитираното производство од 300 нумерирани примероци. Од нив германците ќе заработат 90 милиони евра, бидејќи секој примерок на Мајбах S650 кабриолет ќе чини по 300.000 евра. Се појави пред само 4 години и ја поведе револуцијата во гамата на јапонскиот производител, а веќе стигна до својата втора генерација. Со нов дизајн и нови технологии, Mazda CX-5 и понатаму ќе биде она што е. Стилски динамичен кросовер со моќна појава која импресионира. Измените во однос на претходникот не се револуционерни. И не треба да бидат. Кодо Soul of Motion дизајнот и Skyactiv технологиите се уште се доволно напредни да ја предводат низ иднината. И покрај тоа разликите во изгледот се забележителни, посебно на предниот дел кој рафинирано е растегнат помеѓу помалиот CX-3 и поголемиот CX-9. Измени има и во пропорциите. Малку поголемата широчина не се забележува за разлика од поместувањето на А-столбот наназад. Тоа заедно со новата маска и потенките светла прави CX-5 да изгледа позрело, без ризик по атлетската виталност на каросеријата. Спортски инспирирано станува и благо редизајнираниот заден дел. И внатрешноста на новиот CX-5 исто така е соодветно освежена и ревидирана. Сега таму се среќава поспортски управувач со 3 краци. Старт копчето е поистакнато, а централниот дисплеј од 7 инчи подигнат во висина на погледот. Премиум озвучувањето и унапредените конективни технологии се подразбираат. Моторната понуда е задржана во истиот диапазон. Дизелот е 2,2 литарски, а бензинците се од 2 и 2,5 литри. Сите 3 агрегати може да бидат спарени со 6 степен мануелен или 8 степен автоматски менувач. Погонот стандардно е на предните тркала со опција за сите 4.
Спецификациите зависат од регионот и ќе бидат објавени кога ќе се доближи терминот за пазарното лансирање. Друга значајна измена кај новата Mazda CX-5 е заселената шасија, која како резултат донесе поголема торзиона крутост на каросеријата. Унапредената аеродинамика ја намали и бучавата во возењето, а за безбедноста ќе се грижи нов сет електронски асистенти. Меѓу нив се издвојуваат радарскиот темпомат и системот за препознавање сообраќајни знаци. Тука е и G-Vectoring Control системот за динамичката контрола на подвозјето, кој делува во согласност со свртеноста на управувачот. Mazda CX-5 денеска зафаќа 1/4 од вкупната продажба на марката и за овие 4 години е продадена во повеќе од 1,4 милиони примероци. После здрави 10 години на пазарот, Jeep Compass стигна до својата втора генерација. Не беше вистинска премиера во Лос Анџелесот и претходно беше покажан во Бразил, но сепак неговото американско деби формално се славеше како глобално. Настапувајќи како замена и за Патриот, дизајниране налик на Чироки и Гранд Чироки. Тоа од визуелна перспектива значи проширување на магичното влијание на автентичниот Jeep дизајн, но и посериозен пристап кон растечката побарувачка за теренци со ваква големина. Промените напред вклучуваат нови светла и различна маска. Профилот покажува пофлуидна силуета. Со драматично раскинување со досегашниот бејби изглед, корекциите назад се најочигледни. Внатрешноста исто така освежена, со современи линии и модерни содржини. Димензиите му се скоро во целост задржани, иако е поставен на нова механичка основа. На американскиот пазар ќе биде на располагање единствено со 2,4 литарски бензински мотор со 180 коњи. Верзијата со погон на предните тркала ќе има 6-степен мануелен или автоматски менувач, а 4x4 изведбата и 9-степен автоматик. Без разлика на изборот, електрониката возможува до 100% од вртежниот момент да биде испратен на поединечно тркало. А оние кои сакаат посилно теренско присуство, добре дојдена ќе им биде Trailhawk верзијата со 20 мм поголемо растојание од подлогата и засилени заштити на подвозјето. Производството на Jeep Compass ќе започне напролет идната година, кога ќе бидат познати и интернационалните верзии. Се очекува да биде понуден во повеќе од 100 земји ширум светот. Здрав поглед кон иднината фрлија британците на годинешниот салон на автомобилите во Лос Анџелес. Концептот I-Pace е дури и повеќе од тоа. За него слободно можеме да кажеме дека е нова димензија во која ќе настапуваат. Кросовер по определба, а електричен по вокација. Тој спојува два света на повеќе начини. Поважниот е сегашноста и иднината на марката. Дизајнерски и револуционерен ги руши сите пишани и непишани правила. Со се срце го поддржуваме во тоа, исто и напорите на инженерите на Jaguar да ни ја наметнат струјата како приоритет. А таа доаѓа со ударна сила од 400 конски сили и автономија од 500 км. Едва и чекајки до 2018-та за да се потврдат и во пракса, дотогаш ќе се задоволиме со погледот во сегашноста кој ни го овозможува новата генерација на Land Rover Discovery. Редефинираната верзија на иконата ни е позната од пред некој месец, но не до толку за да кажеме дека ја познаваме. Има 7 седишта, умни функционални решенија во внатрешноста и значајни унапредувања во однос на претходникот. При тоа не мислиме само на дизајнот кој е сушта спротивност. Во споредба со коцкастиот мастодонт, овој е за дури 480 кг полесен. По заслуга и на новите мотори и темпераментот му е повеќе световен отколку благороднички. Технологиите со кои е исполнета внатрешноста на кабината се од новиот милениум, исто како и бројките за економичноста и еколошката прифатливост. Но за разлика од нив, цената не му е ниска. 43.000 фунти, 50.000 евра или скоро исто толку долари во зависност од тоа каде живеете.
Помалку од еден месец откако Civic Type-R ја имаше својата американска премиера, Honda понуди уште една посластица – спортската SE верзија на компактот. Спакуван во купе и седан каросериите, новиот 1,5 литарски мотор со 220 или 230 коњи е нејзината основа. Колку точно ќе има, ќе кажа дополнително. Погонот е на предните тркала преку спортски 6-степен мануелен менувач без автоматска опција. Затоа на располагање се само блокирачкиот диференцијал, активниот систем за управување и посебно подесените амортизери. Фокусираноста на перформансите се забележува и преку серијата стилски дотерувања. Најмногу се истакнуваат поголемите отвори за воздух напред и централно поставената издувна цевка и спойлерот назад. Селекција визуелни унапредувања има и во внатрешноста. Спортските седишта, алуминиумските педали и карбонските инсерти се дел од нив. Иако со додавката прототип во ознаката, новиот Civic SE во целост изгледа подготвен за производство. Како и во претходната итерација, нема да биде достапен во хеджбек изведба. За сега не се знае ниту дали ќе се најде на некој неамерикански пазар. Интересна премиера имаше и Acura. Пресконференцијата на луксузната дивизија на Honda во целост беше посветена на интериерот на концептот Precision. Автомобил немаше, тој беше покажан уште на салонот во Детройт. Се што можеше да се види беа кокпитот со две седишта, управувач и комплетна инструмент табла. Како основа е употребен распоредот на спортскиот NSX. Карактеристика му се двата дисплеи, еден место класичните инструменти и друг централно поставен. Тој служи и за контрола на полуавтономното возење, овозможено од серијата сензори. Сето покажано набргу ќе се најде и во сериските модели на марката. Додека во Европа желно се очекува новата генерација на Fiesta, во Америка пристигна малото спортско корисно возило направено на нејзина основа. Ford EcoSport кружеше долго околу планетава. Тргна од Бразил во 2012-та, па преку Кина, Индија и Европа конечно стига и во Соединетите Американски држави. Попат најмалото спортско корисно возило на Ford заработи и фейслифтинг, со кој подобро се вклопува во американското портфолио на марката. Сега поголем дел од предницата му е преработен со намера да не се преиспитуваат вкусовите на тамошниот пазар. Корекциите во внатрешноста се уште поголеми. Таму се е ново и различно од глобалниот модел. Свежиот изглед на инструмент таблата е дополнет со најновото издание на Sync 3 инфозабавниот систем, спакувано со 8-ичен дисплеј, чувствителен на допир. Плюс, кој сака може да ја облагороди со Bang & Olufsen премиум аудио со 10 звучници и 675 вати. Најдлабоките измени сепак се во просторот за моторот, оправдано бидејќи никој во Ford не сака да се обложи дека еднолитарскиот турбоагрегат би бил доволен за овој пазар. Затоа покрај него EcoSport ќе се нуди со двојно поголема атмосферска машина со погон на сите тркала. И двете единици стандардно имаат 6-степена автоматска трансмисија, а бројки ниту за едната, ниту за другата не се споменати. Има време и за нив, бидејќи продажбата ќе му започне дури во 2018 година. Алфа Ромео се придружи на останатите европски и светски производители на возила и го представи својот прв кросовер. На италијанците им требаше многу време за него. Неоти не знаеа дека побарувачката за вакви возила ќе расте, туку затоа што сакаа да го направат по своја мерка. Заради тоа и Stelvio, како што се вика, е повеќе урбан теренец од останатите. Дизајнот во голема мерка е прекопиран од Джулија, барем гледано однапред. Обликот на светлата, маската и браникот премногу личат за да се заклучи поинаку. Слично е и назад, Stelvio наликува на некоја нејзина предпоставена караванска изведба. Има благо спуштен покрив кој перфектно надграден на атлетската силуета создава автентична италијанска убавина на тркала. Дотолку што ако некој дизајнер замолевте да ги изрази своите сништа за ваков автомобил, ќе нацрташе токму вакво нешто. Затоа и со целосна морална и материјална одговорност ќе кажеме дека Stelvio е отелотворение на автентичниот дух на Алфа Ромео.
А тој, како ќе кажат заколнатите познавачи на марката, опфаќа повеќе елементи. Освен дизајнот, тука се и иновативниот пристап кон се, современите мотори и единствениот впечаток во возењето. Револуционерниот стил на Джулија е прилагоден на новата за алфа класа автомобили. Чистокрвноста е задржана со најдобрите перформанси кои ги овозможува нивото техничка и технолошка опрема што италијанците му ја наменија. Мноштво електронски системи за асистенција се представувани од адаптибилниот темпомат, надгледувањето на другите возила во мртвите агли и системите за предупредување од фронтален судар и напуштање на лентата на движењето. Кокпитот со централно поставен екран исто така наликува на внатрешноста на Джулија. Сето тоа прави возилата на Алфа Ромео да се едни од најпосакуваните во автомобилскиот свет, дури и кога за прв пат се појавуваат. Теренецот на Алфа ја користи истата Джорџел механичка платформа како и новата лимузина. Во оваа прва концептна фаза под неговата хауба е сместен познатиот 2,9 литарски твин турбо V6 развијан од Ферари. Испорачува 510 конски сили и 600 ньютон метри, кои преку 8 степен автоматик и сите 4 тркала го забрзува до 100 за 3,9 секунди. Максималните 285 км на час се само илустрација што се ќе може овој кросовер со препознатив италијански стил со јасни контури, иновативен пристап и современа техника. Потврден е уште и дволитарскиот турбомотор со 280 коњи и сигурно ќе има и други варијанти, посебно со дизел мотор. Повеќе детали и неговата европска премиера треба да ги очекуваме во Женева напролет. Автомобилите се статусни символи, но и предмети со кои се прават разни лудории. Таква ни доаѓа од таборот на Range Rover, кои со својот Range Rover Sport направија еден несекојдневен подвиг. Подвиг на спуштање по скијачки терен во спуст манир, каде што се достигнуваше брзината и поголема од 150 км на час. Исто така ве водиме на уште едно патување, но овој пат со новиот Audi A5 S5 Cabrio. Но, пред да ги видите овие два прилога, ве поканувам да останете со нас и да ги проследите случувањата што се случија поради 70-тиот роден ден на легендата на двете тркала Веспа. Италијанската Веспа веќе длабоко навлезе во годините, но и покрај се таа останува символ на една вечна младост. Доказ за тоа е посетеноста на изложбата поставена во Верона по повод 70 години од низиното постоење. Почесното место, меѓу точно 70 експонати, го имаше оригиналот од 1946-та, кој привлекуваше и најмногу внимание. Приказната за неговото настанување ја напиша аеронавтичкиот инженер Корадино де Асканио, кој ги мразеше моторциклите. Тој во својот порив за само неколку недели го конструираше возилото што за секогаш го промени светот. Пакувајќи го моторот од 98 кубни сантиметри со 3 конски сили во револуционерната самоносечка рамка, сигурни сме дека ни тој не можел да претпостави дека Веспа ќе биде повеќе од скутер. Уникатниот изглед, седењето како во фотелја и чувството за слобода во возењето направија таа да стане символ на еден начин на живот. Времињата и технологиите се менуваа, но не и конструкцијата. Освојувајќи го светот малата оса, што на италијански значи зборот Веспа, и понатаму ги имаше истите основни карактеристики. Најдобро продаваниот моторцикл на сите времења создаваше влюбеници каде и да се појавеше, едноставно ширејќи топлина и страст за животот на две тркала. Првата година беа продадени 2500 примероци од Веспа, а 5 години подоцна продажбата нарасна за 40 пати. Затоа и обидите на Piaggio за лансирање нејзина замена во обликот на мопедот Ciao или пак автомобил со сличен дух останаа само обиди.
Имаше и други вариации, како трактори, камионче или вонбродски мотори, но сепак ентузијастите го признаваа само оригиналот на двете мали тркала. Денес е незамисливо да се одвои Веспа од италијанската историја. Неверојатно е визионерството од пред 7 децении, на кое годините еволуција не му можеа ништо. Со втората генерација на Audi A5 и S5 Cabrio се комплетира обновеното семејство на адутот на марката во класата елегантни премиум спортисти. Во поглед на дизајнот нема никакви изненадувања. Кабриолетот изгледа токму така како што и се очекуваше. Платнениот покрив кој го разликува од купето наново е развиен и со еден притисок на копче се отвора за 15 секунди. Затворањето му е за 3 секунди побавно, а и двете операции може да се извршат при брзина до 50 км на час. Иако примарно наменети за елегантни возења по ривиерата, брзината е заштитниот знак на ваквите кабриолети. Ке новитетот на Audi неа ја гарантира палетата од 5 агрегати, сите познати од купе изведбата. Дизели ги има 3 со 190, 218 и 286 коњи, а бензинците се 2 со 190 и 252 коњски сили. Над сите суверено заседнува S5 изведбата со своите 354 коњи. Заради специјалната акустична изолација, незиното забрзување до 100 за 5,1 секунда нема толку да им ги пара ушите на четворицата патници. Тие ќе можат да уживаат во звуците на омилената музика од премиум аудио системот, кој е само еден од бројните современи додатоци со кои доаѓаат A5 и S5 Cabrio. За секој случај, на сигурносните појаси се закачени микрофони за да можат двајцата патници слободно да разговараат и кога се возат со спуштен покрив. На возачот сепак ќе му биде повеќе интересно како вистински да ја вработи 6-степената мануелна, 7-степената со двојна спојка или 8-степената автоматска трансмисија. Оние што ќе платат повеќе ќе ги истражуваат и можностите на опционалниот кватропогон на сите тркала. Сите заедно ќе уживаат во раскошот на внатрешноста што ја овозможува 4,7 метри долгата каросерија, а на подолги патувања ќе се радуваат и на 60 литри поголемиот багажник со врата која се отвара автоматски. Поранешниот протагонист на Top Gear, Бен Колинс, на сосема поинаков и откачен начин ги потврди теренските способности на Range Rover Sport. Тешко е да се поверува дека британскиот премиум теренец е создаден за такво нешто, но тој успеа да ја помине спуст патеката Inferno Muren на швајцарските Алпи со брзина поголема од онаа што ја постигнуваат скијачите. Со висинска разлика од 2170 метри и наклон и до 75%, пеколната спуст патека е една од најтешките во светот. Range Rover Sport ги комплетираше низините 14,9 км за време од 21 минута и 36 секунди, постигнувајќи наместа дури 155 км на час. Среќен што воопшто ја поминал патеката, за предизвикот самиот Колинс ке каже дека бил еден од најтешките тестови со кои се соочил во неговата возачка кариера. Заради бројните пречки настанати од лошото време во вид на дрвја, камења и слично, лудото поминување низ патеката беше уште полудо. Ако тоа е воопшто битно, тест возилото употребено во овој смел потфат беше опремено со моќниот 5-литарски V8 мотор со 510 коњски сили.